Од Македонски Брод кон Скопје од 6 до 7 часот. Мое прво возење низ резерватот Јасен. Добро дојде, одиме Драчево се. Да. Здраво на сите и добро дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со тачето. Денес сме 1 јуни, точно е 11 часот наутро, а јас денес ќе патувам од Битола кон Прилеп, од Прилеп ќе се упатам кон Македонски Брод, но пред Македонски Брод ќе завртам десно и ќе се упатам да возам покрај езерото Козјак, од каде што планирам да влезам низ резерватот Јасен, кој што иначе со посебен режим на сообраќај, и од Јасен кон Драчево, и од Драчево кон Велес, Прилеп и Битола назад дома. 5-6 дена од како се вратив од Тунис, но ми се вози повторно, бидејќи Тунис многу прави патчиња возев, немаше некоја динамика во возењето, па сега реков малку низ Македонија. Сакав прво планирав да одам Галичник, но немам одено низ резерватот Јасен и си реков ајде зошто да не низ Јасен. Еднаш се пробав за низ Јасен, пргнав, меѓутоа времето наеднаш се расипа и се вратив назад. Среќа што се вратив назад, бидејќи фати град тогаш тежок, па дожд после градот и се израдував што не појдов, што не продолжив. Сега 11 часот до Јасен, имам некаде 2 часа и 10 минути, наводно кај 1 часот би требало да биде, леле овде кратери. Наводно кај 1 часот би требало да го пуштат резерватот Јасен за движење. Ова е кај селото Тополчани, значи како што знаете, може би не ви имам спомнато во едно видео. Тука од Битола до Прилеп се гради, се работи на автопат и дел од патот е пренасочен по стариот пат кој водеше до Прилеп, но иако стар пат, инфраструктурно е многу добар, бидејќи беше пред некоја година скоро асфалтиран. Значи од Тополчани до Прилеп возењето се врши низ стариот пат за Прилеп. Доколку ноќе возите тука овај пат Битола Прилеп, внимавајте кај селото Тополчани. Те имат предност, ајде. На влезот сум јас од Прилеп, меѓутоа нема да влезам Прилеп само ќе го обиколам и ќе поминам само покрај него, од причина што одам директно сега кон Македонски Брод. Сакам до 1 часот да стигнам, тогаш се отвора за сообраќај резерватот Јасен, а сега 11:35 часот и сакам да стигнам таму до 1 часот. Тоа што многу ми се допаѓа на мене денес е тоа што времето е многу чисто и видливоста е доста голема, значи можам во далечините да ги гледам планините и тоа премногу чисто, без облак, без магла никаква. Па ниту без пареја како што имаме случај во летото. Значи едноставно чисто и убаво за гледање. А и температурата денес не е нешто жешко, 21-2 степени, може би така да идеално е. Излегов од Прилеп, сега се упатувам кон Македонски Брод, до каде што од тука има околу 30 километри. Тука сега пред мене ја преминувам пругата по која што всушност се движи возот од Битола и Прилеп кон Скопје. И од тука оди низ селата Сенокос, Богомила, Гостиражни, Бистрица и не се сеќавам кои беа други, и стига до Велес и од Велес потоа оди кон Скопје.
И пристигнувам на местото каде што се дели патот на лево и десно. Лево ви се наоѓа Македонски Брод, исто така и градот Кичево, но јас одам десно кон селото Здуње и кон езерото Козјак. И еве во селото Долна Белица има табла, значи од Македонски Брод кон Скопје од 6 до 7 часот прво, второ од 10:30 до 11, трето од 13 до 13:45 и четврто од 18:30 до 20 часот. Значи доколку одите да знаете. Веројатно се уште истиот термин важи. Тоест истите 4 термини. Јас се брзам малку, сакам во 1 часот да го фатам. Сега е 12:30, имам уште 20 минути според Google Maps до таму. Така да ќе стигнам кнап веројатно, но нема да можем да направам една пауза на мостот на езерото Козјак. Веќе започнувам со возење покрај реката Треска. И овој пат секогаш кога сум го врвел до сега имало многу одрони од карпи. А како што гледам и сега е таков случај, така да доколку доаѓате посебно внимавајте од одрони од карпи. Значи важна работа, многу што треба да ја внимавате на овој пат е тоа дека има премногу одрони од карпи и дека е патот тесен. Значи на кривините немојте брзо да возите. Ниту со мотор, ниту со кола. Бидејќи навистина се тесни и доколку сте две коли, например, ќе мора двете да слезите, а доколку сте мотор и кола има шанси да треба колата една да слези од патот. Но одроните се сериозни, има толкави, значи грудки колку цела една рака. А и таму каде што се мали ситни камчиња и тие се лизгави и тие се опасни. А ова е езерото Козјак од мојата лева страна, прекрасно како и секогаш. Во далечините веќе се гледа и мостот на езерото Козјак. И тука јас одам лево за на мостот на езерото Козјак, иако штета навистина што немам време да направам една пауза, а сакав тука да направам на мостот една пауза, но тоа е тоа, можеби во некоја друга прилика.
Сега да одам да фатам ред за да влезам во низ резерватот Јасен. А мостот е убав, сега не ни дува, гледам многу ветер нема, така да и тоа е многу убаво за седење, идеално. Сонцето си мава малце, но што е тоа е 2 километри негде 3 би требало после ова да биде влезот за во резерватот Јасен. И сака доста внимавање, се уште има дрони тука. Сатот е 1 без 10, така да за 10 минути би требало да се пушти резерватот. Иако јас многу навистина сакам да направам една пауза. Наваму немам никогаш возено. Еве и тука десно таблата со термините, повторно истата. Значи јас го фаќам терминот што пушта во 13 часот. И тука гледам одрони. Но асфалтот е добар, има 3-4 години од кога го асфалтираа, мислам, ако добро се сеќавам. Така да нема барем дупки такви работи. Ова навистина е еден убав терен се гледа, но само доколку патот продолжи вака. Зелено е убаво, мешано со карпа. Тука и одроните ги нема нешто многу, но сепак има, сепак треба да се внимава. А не знам пунктот каде е за пуштање, веќе 5-6 километри негде чинам поминав. Се уште ништо такво нема. Јас мислев дека однава после мостот ќе биде. И конечно пристигнав. Една пауза сега тука. Часот е веќе 1:05, но ми рекоа веројатно, ајде може. Ме почекај овие да не ми одат колите оти пред мене. И сега веќе можам да терам моје прво возење низ резерватот Јасен. Ми рекоа дека треба внимавање, има песок низ патиштата, има и многу дупли кривини, ми рекоа, но за сега искрено е многу добро, доста зеленило гледам. Тесно е патчето и тоа што е тесно е всушност доста интересно. Иначе се од Скопје имало некаков собир, речки ве рекоја во Самоков. Биле таму, но дел од групата тргнале офроад низ некој патчиња, но тие доаѓаат од тука низ резерватот Јасен. Навистина е интересно за возење тука. Не знам зашто порано не сум дошол. За сега се уште го немам извозено цел пат, само што почнав, но би можел да го класифицирам патов како еден од најубавите во Македонија. Ми рекоа дека околу 20 минути има тука возење, не било нешто многу, но сепак навистина е тесен и треба да почекате, сепак би рекол терминот соодветен да ве пуштат, да ви речат дека можете да движите.
Ова е една од тие дупли кривини за која што ме предупредија. Навистина се стрмни и остри. Овде прв пат кога доаѓате убаво е полека да возите, но јас ете прв поминав, сега и зад мене коли има, малку и притисок ми вршат. Но може би не е најпаметно да сте први што ќе поминат, што ќе тргнат да го возат овај дел од резерватот Јасин. Тука гледам има и нешто како викендици, како селце. Има тука камчиња навистина ситни на патот. Лизгаво, ризично, сака доста внимание. Еве тука уште една полукружна кривина. Тука веќе се повеќе одрони, се повеќе ситни камчиња на патот. Навистина е убаво, не знам колку време снимам веќе тука. Дали целото ќе го оставам, бидејќи не сакам ни да биде досадно, да не биде цело видео од само овај пат, овај дел. Но навистина е една убава гледка, еден убав пейсаж. Доколку започнат да го чистат овој пат, ќе биде навистина едно уште многу поголемо уживање од тоа што веќе е. До сега се искачувавме, сега веќе започнавме да слегуваме. Така да изгледа овој пат е всушност превој, значи прво се искачувате до одредена точка и потоа слегувате. Но има доста одрони, има навистина камчења да не можете да се опуштите, да постојано сте под ризик да ви излизга моторот или нешто. Затоа внимателно е најдобриот начин да се извози овај пат. Веќе завршив со возење на делот каде што важи режимот, сега тука каде што возам веќе не важи режимот на возење, така да може да ми наиди, барем така мислам да наидам на кола од спротивниот правец, а тука веќе асфалтот е лош, не само што, односно нема тука камчиња одрони, но лош е асфалтот навистина, полош од досегашниот. И тука таман имаше едно парче нов асфалт, таман ќе ви велев, тука веќе започнува добар асфалт, но беше само парче и тоа парче веднаш заврши. Еве сега тука дали е парче и ова или патот, да, парче и ова.
Иначе убаво предпоставив за тоа дека во овај пат веќе завршен е режимот на сообраќај и дојдоа две коли од другата страна. Јас се разминав доволно добро, сепак сум со мотор, но зад мене колите заостанаа и ќе има доста потешкоти. Иако има еве овде места широки каде што може да се разминат коли, но таму баш во тој дел немаше многу простор. Но убавото во тоа е што јас сега немам коли што ми дишат во вратот и може малку и да се подопуштам и да подзабавам со возењето. И пристигнав во селото Нова Брезница, тука одам сега јас лево. Сакам да стигнам до местото каде што се гледа целото езеро Козјак одгоре. Чувството е навистина многу убаво да се вози повторно на еден добар квалитетен асфалт, без при тоа да размислувате дали има одрони на патот или нешто слично. Што се случува сега овде? Има знак за забранети коли и мотори. А коли има премногу. А кај ќе паркирам иако не сме овде мотори? Добро прашање. Јас мислев има пат на Google Maps ми го вади за натаму. Ама да не е за во ова знаците, да не се само. Надолу да не сме да се оди. Чај, друже. Ево дека ќе паркирам јас. За довај. А нема да е во ред. Ќе остам овде и така нема многу да седам. И јас стигнав на ова место, не знаев дека има вакво место, сакав уште да одам да продолжам со движење кон патот. Меѓутоа имаше знак забранети коли и мотори, не знам дали смеј да се возиште натаму, но во секој случај и тука направив една добра пауза, пијав еден швепс, се освежив малци, имаше добар поглед на езерото и премногу луѓе. Сепак недела е, претпоставувам Скопјани, за Скопјани ова е една честа викенд дестинација. А сега одам кон Драчево. Во Драчево ќе се најдам ќе пијам кафе со Јане Љаровски, кој има шанси големи да го знаете доколку возите мотор, со оглед на тоа што тој е администратор на Facebook групата Патување со мотор, а може и да е исто така и основач на групата, не знам точно. Од тука до Драчево 28 километри. Иначе преге кога се искачував, истата кола беше пред мене и сега еве случајност целосна, повторно е пред мене кога си одам. Иначе Јане ми рече дека има Марков манастир во близина, многу убав манастир, меѓутоа навистина немам 2,5 часот, не сакам да застанувам попат. Само тоа ќе ми биде сега кафето со него во Драчево, иако тој не е од Драчево иначе. И потоа одам правец кон дома. И еве го Јане, ова треба да е Јане. Да не го блокираме патот. Добро дојде, одиме Драчево сега. Да, баш.
Сега одиме во Драчево да најдиме кафич, односно сето тоа го препуштам на Јане. Веќе тука сум во негова територија, можам да речам. Иако Драчево е доста далечен од Скопје, не баш веднаш до Скопје се лепено, но сепак скопски регион е. Тука веќе можам да го исклучам и GPS-от, после ќе си го пуштам колку да излезам од Драчево. Иначе Piaggio Vespa вози Јане, не знам шо модел, мислам дека 500 беше, но не сум сигурен. А јас добре дојдов во Драчево, ова е моје второ доаѓање во Драчево. Бев во Драчево пред точно една година некаде бев во Драчево. И тука пиев кафе со Никола, кој на Инстаграм можете да го најдете како Macedonian Maps, може би веќе го знаете некој од вас. И тоа беше моје прво и единствено доаѓање во Драчево. Сега ова е втор пат. И ние пијавме едно кафе со Јане. Сега ќе ми испрати до автопатот да излезам од Драчево и продолжувам кон дома. Иначе да, убаво предпоставив 500 му е неговата Веспа. И возиме по улица која не е асфалтирана, одиме и вода згоре на се. Јас вчера моторот си го измив и сега пак ќе го извалкам. Не сум среќен за ова, но што е тоа, ајде, ќе го измијам повторно. Од тука право? Право, ќе возам со тебе до Капланово, таму си го фатам кругот да си го завршам. Важи, готово. Ама тука да те поздравам. Мило ми да ви си возам. И мене ми е мило, фала ти за кафето, за све. Тамам работа, за кафе. Имам ще многу кафе за многу муабети, многу нови настани. Има, толку беше и времето сега. Значи сега одам право, ти си исклучваш десно, јас продолжувам право. Планово ќе си исклучам, ти продолжуваш за мене право. Готово. Мајцата веќе на автопат нема ни десно, само право. Јасно, готово. Ова беше новиот пат од Градско до Кавадарци. Се уште не е целосно пуштен, ќе излегува до самиот почеток на Плетвар, но и до тука сепак заштедува доста време. За сега е во добра состојба, прав, асфалтот е добар, нема дупки, токова ќе биде така, останува да видам. А сега тука малку ќе возам низ Дреновската клисура и ќе започнам со искачување на превојот Плетвар.
Јас направив една пауза тука во Прилеп кај бензиската Лукойл, а тука негде ќе го одјавам ова видео. Доколку ви се допадна, притиснете лайк и доколку веќе немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.